Паралелно со одржување на панагирот стартуваа и деновите на медот во Кочани. Традиционалната манифестација која има за цел да го промовира медот и пчелните производи и годинава се одржува под мотото "Користи го медот како храна, а не како лек". Приоритет годинава им беше даден на најмалите од градинката Павлина Велјанова, кои облечени како пчелки и цветови пред присутните родители во градскиот парк играа на песнички за пчелката и медот. Организатор на 17-та поред манифестација годинава е пчеларското здружение Златна кошница од Кочани. Изложбата денес ја отворивме и се гледа дека е посетеноста голема од граѓаните, значи традицијата се продолжува, ги поканувам граѓаните и на ова студено време баш одговара за конзумирање на мед и за купување на мед, па нека поведат во градскиот парк да не постат од овие денови и да си купат тоа што сакат. Излагачи на мед и пчелни производи имаше од Кочани, Виница, Берово, Пробиште, Прилеп, Битола и Скопје. Од наклонетоста на временските услови не се многу задоволни годинава пчеларите, но цената на медот и понатаму останува по 300 денари за килограм. Цел ни е да ги научиме луѓето да јадат мед секој ден, затоа што ако се јаде медот секој ден, тогаш можеме да ги добиеме оние позитивни вредности негови, за да бидат нели здрави како дрен. Со ваквите манифестации се подига ли свеста кај граѓаните за почеста употреба на медот и пчелните производи? Да, се подига нели свеста на граѓаните за да јадат мед, да го јадат медот како храна, а не како лек. Да. Затоа што ако се јаде како храна, нели секојдневно, тогаш ги имаме тие позитивности од медот кај човекот. Манифестацијата продолжува и во сабота и недела, кога ќе учествуваат ученици од основните училишта и ќе читаат наградените литературни творби на тема мед. Планирано е да настапат и фолклористите од културно-уметничкото друштво Руен од Кочани. Со ваквите манифестации се подига свеста кај граѓаните за конзумирање на мед и пчелни производи, бидејќи Македонија се наоѓа на последно место од земјите по употреба на медот.